Солидарниот фонд е една скапоцена творевина што ја создале пензионерите и представува една значајна придобивка што треба ние да ја чуваме и негуваме. Тој постои низ разли форми на действување скоро 8 децении, така да може да се каже дека пензионерите се една генерација со висока свест која што навистина гаи една голема придобивка и треба да ја негува и понатаму. Зошто го акцентираме ова прашање околу Солидарниот фонд? Затоа што се јавуваат некои ретроградни процеси во последно време, за жал, и тоа мора на некој начин да го пребродиме сите ние што сме волонтерски ангажирани и организирани во овие асоциации. Има 340.000 пензионери, над 340.000 пензионери. За жал, многу голема бројка, младиве имаат други погледи кон светот, други движења се јавуваат. Тоа е тоа што е моментално. Значи, Солидарниот фонд што значи? Дека сите пензионери на доброволна основа, кој ќе дојде до тој чин да биде пензионер, да го смени својот статус од вработување во пензионирање, поднесуваат барања до пензискиот фонд за остварување на права на пензија. Тоа што го вложувале во животот како дел што ќе им се најде во тие денови кои ќе станат пензионери, тоа е нивен минат труд таму. И на таа основица пензијата се зема редовно. На таа основа се изјасниле со една изјава која лично ја подпишуваат со прашање дали сакате да бидете член на Солидарниот фонд или не сакате. Значи тоа е исклучиво лично изразена волја и со подпис на самиот образец што му се приложува за да стане член или да не стане член. Затоа што се шират разни верзии дека тоа е на сила направено. Сите пензионери не сакат, меѓутоа се принудени тоа да го прават. Тоа не е точно, затоа што секој пензионер и што е член, и што се зачленил, може слободно, пак поединачно, да отиде во подрачната единица на фондот и да рече дека не сака да биде член. Значи, тоа прашање е јасно. Од 340 и толку илјади пензионери, 95% се изјасниле дека пристапуваат во тој солидарен фонд. Кои се придобивките и што е тоа? Тоа значи дека тоа е едно цело од два дела. Првиот дел е за права, остварување на право за посмртна помош. Значи тоа е како еден тип осигурување во случај на смрт. И тоа е помош. Значи да се покријат трошоци во случај на нашата смрт. Ние сме таа генерација која што по природа на работите треба секој кој ќе дојде до тој чин не може да го смени, тој чин настапува. Меѓутоа, за 340.000 пензионери не настапува одеднаш. Туку на кого како му е, што викаат, пишано. Така да тука се акумулираат средства по тој основ и некој вика 10 милиони евра на годишно ниво, тоа се огромни пари кои што некој ги злоупотребува. Такво нешто не постои. Затоа што се вложува во тој прилив на средства, во тоа алиментирање на средствата се вложува од секој пензионер на база таа изјава месечно која прима пензија 140 денари моментално, а втората страна за секој пензионер што ќе настапи смрт следува за неговото семејство или тој што ги сноси трошоците 35.000. Тоа е тоа. Тоа кога се прима? Значи не треба да чека некој 140 денари да вложува не знам колку години
25, например, не сум израчунала точно, може слободно да се израчува на колку години треба да се вложува, за да ги земе тие пари. Туку веднаш том се зачленува. Ако неговото семејство има таква несреќа да неговиот родител почине, значи без оглед дали вложил 140 денари или 2 пати или 2 месеци или не знам колку, значи тие пари од тој фонд што се акумулираат од сите пензионери му се исплаќа веднаш. Тоа е за тој дел. А за вториот дел 30 денари месечно се плаќа за зачленување. И тие се како вржани садови. Значи 140 денари и 30 денари. Солидарниот фонд е тоа. Содржи посмртна помош и членарина. И вкупно на секој пензионер може да се види на чекчето у банка кај што прима пари дека плаќа месечно 170 денари. Сега, административно-техничките работи за овие средства ги врши Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Македонија. Ја викам, тоа е наша фирма. Кога сме работеле, сме имале фирма. Сега административните забрани, задршки и евиденција ги врши Фондот за пензиско и инвалидско осигурување. Кога ќе настане случај, се поднесува барање во подрачната единица за смрт. Тој што ги сноси утрошоците носи фактура, умрлица, извод од матична книга на умрени и на тој начин го остварува тоа право. Сега има тука реакции дека не се исплаќа веднаш, дека овој чин не чека. Значи, тоа е последен чин од нашиот живот и тука луѓево немаат пари. Навистина, значи, ние сме во таква ситуација каде што стандардот многу ни падна и многу малку средства имаат луѓево. И тоа е, ние како Сојуз и како одбор во регистрираната организација која што е во рамки на Сојузот може да делуваме, да ургираме. Меѓутоа тоа зависи исклучиво од Фондот за пензиско и инвалидско осигурување и подрачните единици и таа брзина на исплата. Некојаш некој неќе од нашите верувања вика, ај сега ли ќе трчам за татко ми и мајка ми да ги земам тие пари одма. Ќе ги земам, значи тоа не застарува. Застарува за 5 години. Меѓутоа тие се пари нужни и потребни и многу значајни, рековме. Тоа е, значи тој дел служи за тоа. И тоа никако не смееме да дозволиме да го нема, затоа што ни е нужно, потребно на сите. И еве со тоа плебисцитно изјаснување од 95% членови сме рекле дека мора да постои и да обстанува. Во другиот дел, во делот за членарина, значи тие се таа намена е за смрт. Ова другиот дел што се однесува за членарина служи за обстојување на членството. Значи има 53 здруженија што се членки на Сојузот на ниво на Македонија и тие здруженија функционираат во територијално се организирани. Нема толку здруженија колку што има општини. Сега во последно време, посебно сега еве локални избори, се врши притисок да се уситнуваат здруженијата. Што значи да се уситни здружение? Таму имаме ние и во Сојузот, во статутот и во одлука на регистрираната организација дека испод 2000 членови не може да се организира здружение кое што ќе биде членка на Сојузот. Тоа значи дека, зошто е тоа така? Затоа што ако си мала членка, има примери порано што се зачленили и сега не може тие да ги ретроактивно, не важи ова одлука, од 20-та година важи, не може тие да ги бришеш од регистарот, меѓутоа тие нема средства за свој опстанок и функционирање. Ние функционираме како правни субјекти, тие 53 здруженија што се, функционираат како правни субјекти и имаат своји финансиски планови за секоја година и имаат своји програми за работа. Имаат активности. Што се финансира во здруженијата? Зошто се трошат тие пари од 30 денари?
2,5 денари остануваат во Сојузот, бидејќи сите тие 53 се членки на Сојузот. Заради да не застапува еден субјект сите пред законот, пред владата, пред сите, со сите наши барања што ги поставуваме према Сојузот. Се викаат преседателите, се донесуваат заклучоци, се комуницира. Тоа е изградено ниво, некој вика тоа е вештачка пирамида, такво нешто. Не е тоа, туку така произволно се кажува за да ние сме нешто во последно време научени само негативно да прибираме некои податоци, а не она што е позитивно и што е од трајна вредност. Сега, зошто се користат еве кај нас Здружение во Куманово, ќе ви кажам јас. Финансискиот план се усвојува во декември и се утврдува секоја намена. Сите тие средства што стигаат, а 95% се средства од чланарина, имаме ние само уште еден извор од стариот објект што остана во собственост на Здружението, го издаваме под кирија и остваруваме околу 2000 евра месечно, годишно од таа кирија. Редовно се уплаќа и остваруваме околу 5 милиони и нешто, 5,5 милиони максимални тековни приходи од тие два извора. Зошто се користат овие пари? Се користат за пензионерите. 70% од средствата што се убираат, значи околу 4 милиони од тие 5 милиони и нешто, се користат исклучиво за пензионерите. Значи, тие 27,5 денари, рачунете 70% им се враќаат на пензионерите. Како се враќаат? Тоа се 20 денари им се враќаат. Значи, само минорни средства остануваат за потребите за администрација, материјали, струја, осигурување на објектите и така натаму, остануваат за трошење тука. А 70% што значи се враќаат? Се користат за финансирање на потреби на ограноци. Има 24 огранок. Се користат за клубови. Има клубови во Здружението, во секое, мислам во полно места, сме обезбедиле клубови каде што пензионерите излегуваат од дома, се забавуваат, играат шах, табла, пијат кафе, чај. Значи, тие клубови се финансираат на некој начин со минорни средства, со човек што, да кажеме, е задолжен за да има таму опрема наша инвестирана и се. И се трудиме уште повеќе да имаме такви клубови, за да нашава бажа пензионерите излегуваат од дома и се забавуваат. Она што викаме во трето доба, да си најде интерес да не останува дома затворен во 4 зида, затоа што секој си има денеска свој ангажман, па не може да стигне да ги види родителите. Значи, ние сами тоа мора да си го правиме за себе, за наше задоволство. Тоа е, значи, во ограноци и клубови. Имаме помош, партиципација во случај на бањско лекување. Имаме еднократна помош за случај на потреби од разни болести, заболување. Имаме комисии ангажирани за тоа, стручни комисии, здравствени работници што работат, што решаваат предмети. Имаме овде имаме околу 17.000 пензионери, што околу 50 секој дневно околу 50 се интересираат, 50 луѓе, пензионери, се интересираат за различити потреби. Значи, слушале нешто за некаков бенефит, за некаква привилегија, членки се доставуваат податок дека се членки и тие ги имаат тие бенефити. Имаме организирано разни манифестации во однос на музички реви, од самата општина до ниво на републички реви од ревиален карактер. Значи, нашиве пензионери идат и на тие, значи, припреми, прават, еве сега време, тој по учествуваат на тој начин. Имаме спортски активности. Спортски активности од многу дисциплини. Дали дисциплини во седење, тие што се, да кажеме, мајстори за шах, табла, домино, не знам што. И имаме спортски дисциплини, дали во трчање, во фрлање на ѓуле. Освојуваме награди до златна медаља, за ѓуле имавме ова година златна, имаме сребрени, имаме бронзени медаљи во тие надпревари. Луѓето тоа го работат со огромен жар. Значи,
Тој им го исполнува животот. Полно викаат, јас се изгубив кога отидов у пензија, сега се најдов. Некои што не може тоа да го прават, значи што не можат да бидат активни. Ние имаме наши колеги пензионери што се, да кажеме, во подминати години или во потешка здравствена состава. За нив се организираат одредени пакети. Имаме правилници каде што се дават хуманитарна помош, посебно за тие со пониски пензиски примања. Такви пари оваа година од вкупните средства што се издадени се околу 40% или скоро 4 милиони се дадени за 2,5 милиони се дадени само за овие две намени, за хуманитарни и за овие што се еднократна помош на болни. Значи ние сме правни лица и накратко ви кажав зошто се трошат пари. Има уште многу моменти, меѓутоа тоа у друга прилика ако имаме шанса да го образлагаме. Како правни субјекти, сите здруженија и сојузот одговараат пред законот. Тие поднесуваат завршни сметки. Пред своите органи реферираат, даваат отчет. Тоа никој не може да го отповргне, нити да обвинува. Меѓутоа, во последно време, не во последно, 2 години како што се овие луѓе овде, новото раководство, и на ниво на сојузот се зборува дека се тоа нелегитимни, нелегални, не знам какви назначени субјекти кои што секогаш се тука, а другиве нема шанса. Значи овде има секој шанса. Секој шанса што има одредено познавање, што има одредена желба и волја, што ќе придонесе за пензионерската организација да делува поуспешно и подобро за самите пензионери, нека повели, ако треба и програм нека направи, меѓутоа не да напаѓа. Значи овде се напаѓа секој, посебно нашиот лидер. Имаме жена председател на сојузот. Јас се најажувам кога ги читам на социјалните мрежи објавите што се пишуваат. Тоа е нешто страшно. Тоа е, значи, не можам да ви опишам не само за неа, него и за другите. Вика нелегално изберени, дајте ги избркаме, дајте ги разрешиме, прават криминал. Криминал овде нема. Нити во средствата за исплата на посмртна помош, нити во средствата за исплата за употреба на чланарината. Тоа значи е проверливо. Еве имаме кај нас председателов, не знам колку пати е викнат во МВР и во органиве. Заради некакви измислени злоупотреби. Такво нешто нема. Прво ние ќе го тргнеме, ако има такво нешто. Значи, има дискусии кои што надвор се одвиваат во смисла на тоа дека 10 милиони евра се собираат за смрт, а се трошат за скапа гардероба на тие што се наврват. Тоа е нешто немогуќе. Тоа значи луѓево, еве ги повикувам сите пензионери да не наседнуваат на вакви некои инсинуации или желби на незадоволници. Има луѓе кои што сакаат да се инволвираат, меѓутоа на таков начин не се доаѓа во здружението. Нема како пчелите што не ги примаат тие што нанесуваат штета, така и ова здружение. Не само ова нашето, сите здруженија и сојузот. Значи ние само ќе се бориме да обстоиме, да бараме подостоинствен живот, да бараме подобри пензии, меѓутоа ние не ги покачуваме пензиите. На нашава председателка се лути, вика ќе смениме, не ни ги покачи линеарно пензиите. Сега, долга е темава за дискусија, мислам дека вашето време е ограничено. Ја ви благодарам.